Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Средба Таравари Мицковски ќе има. Идната соработка допрва ќе се договара. Ахмети тврди дека немал комуникација со лидерот на Алијанса. Мерките завршија, се променија цените во маркетите. Исти се цените како од минатите денови? Да, ќе пораснат со гаранција. Секогаш ги покачува. Пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Во какви услови работат новинарите во Македонија? Скопската зоолошка утре ќе затвори ако вработените денеска не добијат плата. Сад се повлекуваат од посредништвото во преговорите меѓу Украина и Русија. Поставен оджакот за избор на нов папа. Овие вести во живо информираме за деталите за најавената средба Мицковски Таравари и дали постојат разговори помеѓу лидерот на Алијансата и Али Ахмети. Останете со нас. Средба помеѓу Мицковски и Таравари ќе има, потврдија и двете страни. Има ли некаков договор за идната соработка и кога би била средбата на двајцата лидери? Одговори денеска побара колешката Катерина Нешкова. Ја имаме во живо во овие вести. Катерина, имаш ли информации кога може да ја очекуваме оваа средба? Првичните најави беа дека таа ќе се случи веднаш по 1 мај, но очигледно е дека денеска нема средба, иако и двете страни, значи Мицковски и Таравари, потврдуваат дека ќе има состанок на кој што ќе треба да се одреди идната улога на Алијанса на албанците во владата, дали ќе остане и во неа или ќе излезе надвор од неа, имајќи ги предвид сите оние случувања во Вреди и расколот кој што се случи, односно тоа што Таравари остана надвор од соработка со досегашните негови партнери Меджити, Ибрахими и Касами. Според нашите неофицијални информации, дури во идните неколку денови ќе се договара точно каде и кога би била оваа средба. Од друга страна, она на што најмногу забележуваа партнерите на Таравари до кој што дојде до ова раскинување на коалицијата Вреди, а тоа е соработката или можната соработка помеѓу Таравари и Ахмети. Денеска лидерот на ДУИ вели дека се уште не разговарал со Алијансата на албанците за некаква распределба на општините или меѓусебна поддршка и дека тоа допрво ќе се одредува, но драго му е тоа што Таравари излегол од оваа коалиција. Деталите изјавите ги гледаме во прилогот. Средба Мицковски Таравари за да се дефинира статусот на Алијанса на албанците во владата или надвор од неа. По расколот во Вреди ќе има, но ниту премиерот, ниту лидерот на Алијанса не откриваат кога и каде. Првичните најави беа дека тоа ќе се случи токму по 1 мај. И покрај тоа што албанскиот партнер во владата се трансформираше, и тоа Меджити, Касами и Ибрахими формираа партија Вреди, а Таравари најави самостоен настап на локалните избори дури и по цена да ја напушти владината коалиција. Мицковски тврди дека односите во владата се одлични. Кога се очекува? Средба со Таравари. Па ќе се случи, да. А каква е состојбата во владината коалиција, господине премиер? Одлично. Одлично. Таравари вели дека во наредните неколку денови веќе ќе биде прецизирано кога и каде ќе се сретне со премиерот. Од друга страна и лидерот на ДУИ Ахмети, со кого Таравари пред 1 месец имал телефонски разговор токму на темата за локални избори. Сега вели дека нема комуникација со Алијанса на албанците, но е задоволен што Таравари ја напуштил Вреди. Ние го поздравуваме чинот на Таравари што свати дека оваа влада не представува ништо друго освен антиалбанска влада која што дојде на власт со антиалбанска платформа. Во моментот кога неговото учество во владата нема да биде добро за Таравари, тој може да се тргне, но тоа се негови работи, не се наши ниту на Европскиот фронт. Тие се внатрешни работи кои што господинот Таравари треба да ги менаџира. Колку што јас гледам, влен повеќе не е влен, туку е лен. ДУИ нема опонент, треба да бидеме искрени во оваа насока. ДУИ се уште е народно движење и се уште е партија каде што се дел сите оние кои што се заинтересирани за тоа да го водат народот напред. Ахмети вели дека и внатре во Европскиот фронт што го предводи ДУИ се уште не е разговарано за распределбата на колачот за локалните избори, но не исклучи комуникација и со СДСМ и покрај тоа што поранешниот владин партнер под водство на Филипче е во заладени односи со интегративците. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Преку видео објава со знамење на голема Албанија, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај го честиташе 2 мај, денот на воспоставување слободна зона во Слупчане во 2001. По реакцијата од медиумите го смени видеото, но без коментар за што се работи. 2 мај на сите албанци им го честита и од коалицијата Вреди. Во Слупчане пак се уште стои споменикот на Учака, отворен пред 3 години од Ахмети, за кој тогашното државно раководство тврдеше дека е дивоградба. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај со објава на Фејсбук го честиташе денот на прогласувањето на слободната зона Карадаг за време на војниот конфликт од 2001 година. На видеото, снимано со мобилен телефон од целото Слупчане, се гледаат бројни албански знамења закачени на електричните столбови, а на сообраќајните знаци поставени се и знамења со карти на голема Албанија. На видеото се гледа и музеот посветен на Учака, кој беше отворен на денешен ден пред 3 години. Во објавата, вице-премиерот Фетај се заблагодарува на поранешните војници на Учака и пишува дека Слупчане не е само место, туку олтар на слободата. Честит 2 мај, ден на прогласувањето на слободната зона Карадаг. Но снимката на која се гледаат знамињата со голема Албанија, за кратко ја повлече Фетај и ја замени со ново видео од кое беа избришани тие делови. Денот на прогласувањето на слободната зона кај Слупчане го честиташе владиниот коалиционен партнер Вреди и како што велат, 2 мај е датум кој потсетува на жртвата за еднаквост и правда. Секоја година на 2 мај жителите на Слупчане и пошироко го одбележуваат еден од најважните датуми во поновата историја, денот кога е прогласен за слободна зона по вооружениот конфликт во 2001 година, велат во своето соопштение од Вреди. Споменикот на Учака во 2022 го отвори лидерот на ДУИ Али Ахмети, а настанот предизвика бурни реакции. Тогашниот председател Пендаровски рече дека објектот е дивоградба, а дозвола за него не била побарана ниту од Министерствата за култура или транспорт. Изградбата на споменикот ја финансирала општината Липково, за што потрошила 200.000 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Мерките завршија, се променија цените во маркетите. Исти се цените како од минатите денови? Да, ќе пораснат со гаранција. Секогаш ги покачува. Пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Во какви услови работат новинарите во Македонија? Примената на мерките за замрзнати цени и маржи е завршена. Трговците ги објавија новите цени, а граѓаните велат дека не забележале зголемување, иако очекуваат дека такво нешто ќе се случи. Од владата најавуваат засилени контроли и велат дека нема да дозволат раст на цените. Мартин Арсов ги има информациите. Втор ден без замрзнати цени и маржи. Ценовниците низ маркетите останаа непроменети. За сега нема поскапување на основните прехранбени продукти, како и на хигиенските производи. Граѓаните кои утринава излегле да пазарат, ни рекоа дека на рафтовите се уште стојат старите цени, но поучени од минатото. Стравуваа дека повторно наеднаш ке поскапи се. Бев са бајле, ама немаше. Исти се цените како од минатите денови? Да, тоа што купив е те исто, не знам другите. Да, на брзината идат из пазари. Очекувате да пораснат цените сега од пазар? Ќе пораснат со гаранција. Со гаранција ќе пораснат. Требаше да потраат мерките малку подолго? Треба. Треба, пензионерите се со мали пензички и треба. Секогаш ги покачува. Ќе види сега јајца на што бе 68 денари. Сега ќе видат најмалку 90 денари. Премиерот пак уверува дека нагло поскапување ќе нема. Такви трикови ние нема да дозволиме да се случат. Тоа сега видите, можеби некој да се обидува да се служи со такви трикови, но тоа нема да се случи, бидејќи лично разговарав и со министерот и со директорот на пазарниот инспекторат за засилена контрола, не само кај трговците, туку и кај дистрибутерите и производителите. Да видиме да нема некои при влезните фактури сега пак исто така трикови. Не само и оние кои што ги продаваат на своите рафтови во своите дуќани. Така што нема да се дозволи тоа. Користејќи ги податоците од минималната синдикална кошница, Сител направи анализа како се движеле трошоците за храна и пијалоци во период од една година.
на 4-члено семејство. Во април лани му биле потребни 22.200 денари. Истиот месец годинава околу 21.500 денари. Гледано по месеци има доста варијации нагоре-надолу. Од мај минатата година цените бележат пораст, достигнувајќи 23.000 во септември. Потоа следи благ пад во октомври поради мерката есенска кошница. Од тогаш цените растат постојано и го достигнуваат пикот во февруари, со речиси 23.500 денари. Откако се замрзнаа цените и маржите, трошоците за храна и пијалоци бележат континуиран пад за 2.000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија. Јавниот долг во првиот квартал од годинава се намалил за 4,7 поени на 57,7% од бруто домашниот производ. За 3,7 поени се намалил и државниот долг. Од Министерството за финансии велат дека ова е резултат на одговорно работење. Јавниот долг се спушти на најниско ниво во последните 5 години. Во првиот квартал од годинава долгот се намалил за 4,7 поени на 57,7% од бруто домашниот производ. Регистрирано е и намалување во апсолутен износ. Две причини се тука главни. Една е заради новиот бруто домашен производ кој што го проектиравме за 2025-та, тоа е раст од 3,7%, но и фактот дека имаме намалување во апсолутен износ кај јавниот долг од 36 милиони евра, чисто за споредба. Минатата година и за истиот период наместо намалување сме имале зголемување од 292 милиони евра и тогаш состојбата била со таквиот проектиран БДП како што го проектираше претходната влада, 58,6%. Значи, во суштина за овој краток период од неколку месеци, покажавме дека со едно одговорно и домакинско работење може многу внимателно да се трошат народните пари и во суштина тоа го докажува, да кажам, и намалување на апсолутниот износ за 36 милиони евра во однос на крајот на 2024 година. За 3,7 поени се намалува и државниот долг кој во моментов е на ниво од 50,1% од БДП. Премиерот вели со одговорно трошење целта е јавниот долг до крајот на мандатот да се спушти под 55%. Според податоците кои ги објави владата, само во првиот квартал од оваа година Министерството за финансии раздолжило близу 680 милиони евра, вклучувајќи и 500 милиони евра за доспеаната еврообврзница. Во последните 10 години Македонија го зголеми јавниот долг за повеќе од 100%. Во 2015-та сме должеле 4,2 милиарди евра, а денеска нешто на 9,5 милиарди. Најмногу на годишно ниво сме се задолжиле во 23-та, кога за 365 дена долгот скокнал за речиси 1,2 милиарди евра, што значи дека Македонија во просек секој ден се задолжувала за нови 3 милиони евра. Александар Спасовски, Сител телевизија. Ефектот од замрзнатите цени и маржите, како ќе одговори владата ако трговците повторно ги зголемат цените, што покажа инспекцијските контроли и како ќе се пресметува просечната потрошувачка кошничка. Во тема на денот со Маријан Ристевски, заменик министер за економија. Македонија бележи пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Според анализата, власта и опозицијата имаат создадено паралелни медиумски системи преку кои вршат политичко и економско влијание. Од Сдруженијето на новинари велат дека ова е потврда за потребата од реформи. Македонија годинава забележа пат од 6 места на индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Наместо напредок, државата се најде на 42-то место со јасна порака, дека иако новинарите не се соочуваат со класично непријателско обкружување, дезинформациите и ниското ниво на професионализам сериозно ја разнишуваат довербата на јавноста во медиумите. Извештајот предупредува и на односот на државните функционери, кои често знаат да биде деградирачки и навредлив кон новинарите. На хартија слободата на медиумите се уште е загарантирана, но реалноста покажува дека критичкото новинарство се потешко обстанува. Двете најголеми партии, и владеачката и опозицијската, имаат создадено паралелни медиумски системи преку кои вршат политичко и економско влијание. Како да се подобри состојбата?
Пред се, значи, усогласување на националното медиумско законодавство со Европскиот акт за слобода на медиумите, формирање на фонд за поддршка на медиумскиот плурализам, потоа ефикасно решавање на сите нерешени случаи на напади врз новинари, воведување на правна заштита против злоупотреба на слеп тужбите и се разбира политичарите, особено они од позиција на моќ, да сватат, да ја негуваат културата на говор кон новинарите, бидејќи само со почитување и взаемна доверба може да кажеме дека ќе стане збор за вистински однос во кој што ќе се вреднува новинарската позиција како глас на јавноста. Извештајот покажува дека телевизијата е доминантен извор на информации, но и дека земјава бавно го усогласува медиумското законодавство со стандардите на Европската унија. Дигиталниот простор пак станува извор на дезинформации и закани. Политичките партии денеска со меѓусебни препукувања за тоа кој е виновен што Македонија бележи пат на индексот на слобода на медиумите. Според опозицијската СДСМ, виновна е владеачката гарнитура. Од 118-то место во 2016 година со СДСМ Македонија напредуваше до 36-то место, на најдоброто место во регионот, благодарение на посветените политики за слобода на говорот, транспарентност и независност на медиумите. Овај континуиран напредок на слободата на медиумите сега е сериозно загрозен. ДПМН се врати, слободата на медиумите замина. Од ВМРО ДПМН пак вината ја префрлаат на опозицијската СДСМ. Падот на индексот на Репортери без граници се должи главно на ширењето на лажни вести и дезинформации. Главната фабрика за лажни вести и дезинформации во отсуство на конструктивни политики се СДС и Венко Филипче, зашто како партија имаат и осудителни пресуди за тоа, велат од владеачката партија. За опозицијските партии Левица и ДУИ, владеачката коалиција е виновна за задушување на медиумската слобода. Сликата од извештајот покажува дека земјите во регионот, Македонија и Црна Гора, имаат поголема медиумска слобода, дури и од членките на Европската унија, Грција, Бугарија и Хрватска. Во регионот најтешко работат новинарите во Србија и Косово, а во светот на последно место се Кина, Северна Кореја и Еритреја. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Ако вработените денеска не добијат плата, зоолошката градина утре нема да работи. Ваква порака испратија денеска од СОНГ, информирајќи дека вработените во Скопската зоолошка градина немаат земено плата од февруари. Според последните информации, пресметките од град Скопје денеска стигнале во Министерството за култура, од каде била извршена исплатата. Ако не се исплати мартовската плата за вработените во зоолошката во Скопје, утре ќе се затворат вратите од оваа установа, предупредија од СОНГ. 50 на лица кои се вработени во зоолошката градина од вчера останали без здравствено осигурување. Последната плата ја земавме пред 45 дена. Нас ни требаат пари кои од вчера изгубивме здравство ради неземена плата на време, кои што имаме наши колеги кои се во наболедување и бараат што поскоро да им се реши тоа кај без пари па и без здравство. Ако денеска луѓето излегува да ја кажат својата макра јавно на медиуми, од утре па натака доколку подитно не се исплатат платите, веројатно и вратите на зоолошка градина ќе бидат затворени. Синдикалците тврдат дека вработените во зоолошката не се единствените. Без плата останале и сите вработени во културните установи кои се под локално раководство. Под град Скопје да никој нема земено, според моите информации. Директорот на зоолошката, кој денеска не одговори на телефонските повици на Сител, вчера преку Facebook соопшти дека проблемот со платите не лежал во менаџментот на установата. Вработените во ЗУ Скопје кои се грижат за над 500 животни, платата за март се уште ја немаат добиено поради Министерството за култура кое е должно да ја исплати. Од тука јасно произлегува дека вината за неисплатените плати не е во менаџментот на зоолошката градина Скопје, како што во јавноста пробаа да излажат и манипулираат одредени поединци, зашто ќе побараме јавно извинување, напише директорот на Facebook. Попладнево од Министерството за култура и туризам во одговор за Сител велат дека од град Скопје утрово ја испратиле документацијата за плати. Од град Скопје е пристигната документацијата за плати за вработените во локалните установи кои се под надлежност на градот. Истата се обработува и ќе биде проследена до Министерството за финансии. Габриела Лескова, Сител телевизија.
Министерството за здравство информираше дека денеска уште 8 пациенти од повредените во трагедијата во Кочани се враќаат од лекување, од кои 5 од Турција, 2 од Бугарија и 1 од Словенија. На лекување во странство остануваат уште 18 пациенти. Согласно протоколот, 5 пациенти ќе бидат под обсервација во градската општа болница 8 септември, 2 на клиниката за пластична хирургија и 1 пациент во хируршката клиника Свети Наум Охридски. Дел од повредените кои изминатиот период се вратија во земјава веќе започнаа процес на рехабилитација во општата болница во Кочани, кои во зависност од повредите се третираат на оделенијата за неврологија, хирургија и физикална терапија. Министерството за здравство континуирано ја следи состојбата со повредените пациенти со цел обезбедување најдобар можен третман, како и на тамошна рехабилитација, информираат од Министерството за здравство.